Почитувани, градоначалникот Петре Шилегов се обидува со еден потпис да ја сруши универзална сала, која е символ на Скопје повеќе од 50 години. Универзална сала во која се изведени повеќе од стотици концерти, театарски представи, детски фестивали, разни културни настани. Концертната сала во која се промовирале безброј домашни уметници и започнале многу блескави кариери. Салата која е символ на солидарноста и хуманоста, спомен на илјадници скопјани, градоначалникот Петре Шилегов сака да ја претвори во градежен шут. Почитувани, иако Шилегов и СДСМ со години играа на емоциите за старо Скопје, тие всушност брутално ги излажаа граѓаните и сега постапуваат спротивно од предизборните ветувања. Иако ветија дека универзална сала повторно ќе блесне во полн сјај, дека ќе градат нова или ќе ја реновираат и реконструираат постоечката, сега, по 3 години натегање со Министерството за култура и со владата, повеќе од очигледно е дека се било само дефокус од нивната вистинска намера. Градоначалникот на Скопје има намера универзална сала да ја замени со монтажна сцена и парк во кој веројатно ќе насади трева од половина милион евра. Шилегов ја излажа јавноста и дека предлог решението за парк го добил од Асоциацијата на архитекти на Македонија, а ја излажал и самата асоциација, кажувајќи дека универзална сала ќе ја руши затоа што нема пари да ја реновира и реконструира постоечката. Лага. Петре не пропушта можноста да не спомене дека градската каса е полна. Очигледно е дека градскиот татко се расфрла со пари за се и се што, а символот на Скопје, храмот на културниот живот на скопјани децении наназад, за него и неговата партија немаат ама баш никакво значење. Градоначалникот треба да ја одговори на јавноста дали за рушењето на универзална сала се кријат и некои бизнис интереси. Имено, локацијата на салата е во истата градска четврт во која се наоѓа и кругот на поранешната фабрика Треска, каде со измена на градежниот урбанистички план се планира да се изградат 50 нови згради. За да може стамбениот комплекс да се реализира, ќе треба да биде застапен и соодветен процент на зеленило, па можеби, процентот ќе биде исполнет со паркот на местото на концертната сала. Дали универзална сала станува жртва на бизнес интересите на градската и извршната власт? Почитувани, Шилегов ја донел оваа срамна одлука без притоа да ги консултира скопјани, брутално и насилнички. Господине градоначалник, скопјани не се согласуваат и апелираат да ја повлечете одлуката за уривање на универзална сала. Наместо уривање, Скопје и скопјани заслужуваат грижа и работа, проекти и капитални инвестиции преку кои градот убав ќе се развива како европска метропола. Ви благодарам.